Беше тоа најголемиот проблем на нашето живење, тажната судбина на Лейла. Во продолжение за останатите проблеми. Неделава во Њујорк е нашиот ни претседател кој меѓу другото оствари средба со медијаторот во спорот за името господинот Метју Нимиц. Пред средбата се вртеа разни муабети, но многу беше веројатно дека медијаторот ќе даде нов предлог за решавање на спорот. Баш ме интересира што се случи таму. Немам нов предлог, ниту пак можам да говорам за некакви рокови за решавање на прашањето за името, изјави посредникот во спорот Метју Нимиц по едночасовната средба и разговорите со писателот Ѓорѓе Иванов во македонската мисија во Обединетите нации овде во Њујорк. Секогаш имав правило да не правам предпоставки за крајните рокови, затоа што мислам дека само наметнатите рокови никогаш не се добри за ваков тип на преговори. Тие креираат лажни очекувања и тие исто така создаваат непотребни разочарувања ако тие рокови се промашени. Тоа е тоа, драги мои. Нема нов предлог, а медијаторот кажа и што мисли тој за спорот после олку многу години. Се разбира, Нимиц го користеше дипломатскиот речник, а јас ќе се обидам да го преведам на јазик што сите го разбираме. Мислам дека Нимиц од прилика сакаше да ни каже: "Дечки, дај бе мафнете ми се вие и спорот, тоа јас ќе правам сиве овие години, со тој спорт ќе се занимавам. Кој јас да немам по паметна работа. Дај ви дете, се договорете, се и немојте да ме замарате мене." Така нешто сега, можеби не точно овие зборови, од прилика ова сакаше да ни го каже. А, еве го и нашиот претседател по средбата. Истекна определеност и посветеност на Македонија, зашто побрзо наоѓање заемно прифатливо решение кој ќе го заштити дигнитетот на македонските граѓани. Чекајте, ова не беше претседателот Иванов, ова беше амбасадорот Јолевски. Кај Жоле бе луѓе, зошто претседател не даде изјава по средбата? Зошто? За превенција. Каква превенција бе? Што превенција? Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Ау, сега сваѓам. Превенција од погрешно разбирање. Села среќа што не го пуштивме на зборува на Генералното собрание на Обединетите нации пред цел свет. Што? Стварно? И после изгледа сепак сме го пуштиле и таму ја обвинил Грција за економска блокада слична на ембаргото од 90-тите, а потоа остварил средба со Папандреу на која барал разбирање за чувствителноста на проблемот со името и взаемна соработка помеѓу двете земји. Прекрасно. Минатата недела на Камениот мост имаше бесплатен појадок во организација на градот Скопје. Градоначалникот Косе Трајановски ќе ни објасни како дошол до идејата. Има многу случаи кога граѓаните одат на појадок, кога одат на пикник, кога заедно се дружат. Тргајќи од таа идеја, од таа традиција, од тој дух во Македонија, ние се решивме да го организираме овој настан. Таткото на градот најави дека овој настан ќе стане традиција. Прекрасно, градоначалникот Трајановски. И треба да стане традиција. Па погледнете колку само прекрасно изгледаше целата атмосфера таму. Полека, ќе влезете сите, ќе јадете. Вака обезбедувањето го бранеше Камениот мост од стотиците граѓани кои буквално навалија на храната што се сервираше на бесплатниот појадок организиран од градот Скопје. Ало, олека, луѓе, ало! Олека, сите ќе влезете. Дојде народ од сите градови. Освен што јадеа, граѓаните си пакуваа храна и за дома. Наместо по една чаша, земаа шишиња сокови. За половина час масите со круасани, скара, пици и десерти се испразнија. Па нормално дека ќе се испразнат кога толку многу граѓани чекаа на нив. Јас би сакал од името на сите тие граѓани да им се заблагодарам. Најпрво на организаторот градот Скопје, потоа на спонзорите кои ја даваа храната и накрај најважното. Посебна благодарност би сакал да упатам до сегашната, но и до претходните влади. Почитувани властодржци, без вас ова немаше да успее. Без вашата поддршка и несебично залагање, сега немаше една третина од населението да биде сиромашно и да се тепа за бесплатната храна на коце на Камени мост. Ви порачувам да продолжите така, да остварувате што поголеми проценти и да рушите што повеќе рекорди. Само така, овој настан ќе прерасне во традиција, па кај да е, ќе стигнеме до ситуација каде ќе ни биде потребен секоја недела. Ви благодарам. Во продолжение, нешто што го чуваме и одложуваме повеќе од 3 недели. Се работи за исечок од дебата на Студио 2 од 31 август. Таму тема беа лавовите на мостот Гоце Делчев, а во продолжение Александар Станковски, член на Советот за култура во владата.
Во земја во која 52% од популација се само со основно училиште, што значи неписмени или полуписмени, ние имаме навистина културни проблеми, огромни културни проблеми и мора да стартуваме од нула. Таа мала елита од 2-3 луѓе кои живеат од булеварот Кочо Рацин па до, да речеме, крајот на Тафталиџе, не може да го артикулира културниот проблем на една маса од 2.100.000 луѓе. Со емиграцијата може би цели 5 милиона. Така бе, господине Станковски, кажете им каде се наоѓа елитата на оваа држава. Сега среќа што и јас живеам на тој потек, од булеварот Кочо Рацин па до крајот на Тафталиџе и можам да се пофалам дека сум дел од тие 2-3 луѓе, елитата на Македонија. Абе, добро. Извинете, ајде, сега ќе им кажам. Почитувани гледачи од режија ми рекоа и ќе ги цитирам: "Престани да лажеш, не живееш таму и не си дел од елитата." Епа да, сиве овие години живее во лаги на кои, дури сам почна да си верувам. А толку очајно сакам да бидам дел од таа мала елита, од тие 2-3 луѓе кои се најпаметни. И сега официјално огласувам дека заменувам куќа во Охрид за какво и да е место за живење во просторот од булеварот Кочо Рацин па до крајот на Тафталиџе. Ако треба ќе дадам и повеќе од тоа, само да бидам поблиско до господинот Станковски и да бидам дел од елитата. И уште еден прекрасен момент од Студио 2. Главните ликови, вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски и градоначалникот на Карпошередовите на СДСМ Стефче Јакимовски. Ако толку успешно сте ја воделе македонската економија, зошто ги изгубивте изборите толку убедливо, господин Јакимовски? Заради вашата пропаганда која што денеска имате и која што постојано го лажете македонскиот народ. Вие го подценувате македонскиот народ. Не, вие го подценувате македонскиот народ. А може јас да го подценувам? Може јас? Ве молам, дајте ми јас да го подценувам. Та, почитувани гледачи, токму вака изгледа дебатата на еден министер и еден висок партиски член на најголемата опозицијска партија. Исто како на деца во градот. За крај на денешното издание на интересна компилација со интересни моменти на нашите политичари фатени во текот на неделава. Хајде ги ставаме, само момент. Добро. Како што можете да видите. Значи тоа не е прашање на правилниците, него тоа е прашање на законот. Треба тоа очигледно дека во конкретниот случај треба да биде применен законот, а бидејќи правилниците не го уредуваат тоа прашање. Ве молам сега не би сакале да коментираме дали се задоволни или не се задоволни од одговорот, сега коментираме, би го кажувам тоа што го уредува законот. СДСМ неоправдано го критикуваше и проектот Народни кујни, за кој се отворија 36 кујни во Република Македонија и во истите преку 3500 користници користат одредена субвенција, односно конкретна акција. Акцијата беше последниот материјал и толку за денешното издание. Се надевам сте задоволни, а доколку имате некакви забелешки, можете да ги оставите во кутиите за жалби и поплаки поставени пред нашето студио. Ви благодарим.